По победата на доктор Сашко Николов од Социјалдемократскиот сојуз на предвремените избори за градоначалник во општина Штип, излегоа на преси од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Штип со обвинение дека победата е лажна, исто како и лажниот датум за преговори. СДСМ победи за 400 гласови, но изгуби Штип, стоеше во нивната изјава. Заев среде корона организираше на сила избори само за да се спасат од власт. Вадеа луѓе болни од корона без никакви протоколи. Се истураа со пари само за глас повеќе, а цената достигнуваше на 200 евра по глас. Се правеа притисоци, уцени и закани, само да се зачува градоначалничката функција. Цела држава ја кренаа на нозе за само еден градоначалник и издвојуваа пирова победа. На парламентарните избори гласаа 24.000 граѓани. На претходните локални избори гласаа 29.000 граѓани. А денес таа бројка е нешто повеќе од 14.000 граѓани. Јасна е пораката која што денес штипјани ја упатија на Сашко, кој што победи, но Штип и Македонија изгубија. Докторе Николов, се случи она на што предупредив. Ги намачкавте рацете со криминалот на Заев. Нашиот народ вели нема лезет, а нема зошто денес вашата партија правеше тортура во Штип. Мандатот на новиот градоначалник на општина Штип ќе трае 10 месеци, до наесен наредната година, кога треба да се одржат редовните избори. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Штип, со порака дека тогаш штипјани ќе покажат што навистина сакаат.